Да. Чекай, не сте още. Айде, сите. Сите. Добре, сега. Знаеш каква е наредбата за десно? На десно. И играта се вика масаж. Абе ни... Работи в тишина. Играта нема да има ефект ако не е тишина. Значи концентрация, тишина. Леле, пазите, не да учи. 5. Шест. 8. 9. 9. 8. 10. 10. Колко от вас мислят дека нема решение? Има. Да има брака диагонална. Дечки, дай да победим шоколада. Дайте не е. Колко от вас мислят дека има решение? Сега има. Нема решение. Нема решение. Едни вярват дека има, едни вярват дека нема. Оста X, оста 0 на Значи, дали играта има решение? Има, ако се... Ако се дозволя, станете. Меѓутоа сега има и втор дел, значи наградата беше чоколадо. Сега ние се договорихме дека ќе оделиме чоколадо по пол. Затоа што на сам един му е важно да биде победник и да се представи како победник. Мене се ми е рајле, да сакам чоколадце. Јас сакам чоколадце. Сака да го истече стеблото, дрвото. Само можете да се разбудите, доста ви беше спиение. Толку? Готово? И тоа е моето прашање до вас. Како ви завршва филмот? Како погласно нешто? Значи, колешката го брани стеблото, таа се изпопера, се изпотепа. Не знам, не мислим на доволно спиење се разбуди. Видите? Јас се доведеме до решение. Водиме разговор, ще доведеме до решение. Бушка стеблото така сече ако беше. Значи колегата ќе го истепа, ќе го... Добро, колешката? Се договараме ние. Че ovo je moj drug. Ви сте го остана? Стигнам до крај. Тоа е суштината. Другите? Да молам да го сечете моето друго. Друго да му не кажече. Кој таму? Че ovo si moj drug. Добро, супер. Значи ова е техника за визуализација, особено успешна и корисна за работа со децата, затоа што децата имаат развиена фантазија и ги поттикнува чувствата. Ова беше работевме ние на првиот семинар што беше во Молика, во Битола, и таму има реални стегла, така што излегохме на прошетка во шумата. И на почеток му беше смешно на луѓето, ајде сега, не пусти тука дрва ќе гушкаме. Дрвото си дрво. И тоа не е баш така. Дрвото како живо суштество, како растение си има своја енергија, се зрачи со своја топлина, со љубов и така натаму. И луѓето кога почнеа да гушкат и покрај првиот отпор, успеаат да се поведат со енергијата на природата и се чувствуваат многу пријатно. И на мојата инструкција, ајте го сега и со секирата, имаше емотивни реакции. Значи, веројатно почувствувавте и вие. Иако не е во реалноста, почувствувавте не, да правате таму. Значи, тоа е много. Дремнавте малце? 30 секунди. Добро, значи сега едната група треба во овој кјош, едната група да се остане овде, другата група во тој кјош. Ќе ви кажам. Имате 10 минути
договорите да направите една заедничка скулптура. Да, значи от вас. Значи темата е конфликти во училиштата. Значи скулптурата треба да изразува чувства, емоции, некоја дадена ситуација и така натаму. И треба вие да седите 10 секунди замрзнати, за да може публиката да коментира дали ќе погоди што се случува со вашата скулптура и која е значањето на скулптурата. Ако ќе ви речеме аз одмрзни се, вие да можете да издраматизирате и да дадете решение некој на дадената ситуација на скулптура.